Во тема на денот, како што најави, вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата и поздрав на сите што ни гледаат. Дел од работите станаа познати по денешната пресконференција на премиерот, меѓутоа морам да кажам дека голем дел од прашањата се уште се неодговорени. Господине Николовски, дали веќе точно се знае што договоривме со Велика Британија? Апсолутно, ова беше процес кој што траеше повеќе месеци, би рекол и години, веќе кажам прв пат во јавност дека ние уште кога бевме опозиција иницијални контакти почнавме на оваа тема, така што воопшто работата не е случајна и воопшто работата не е нешто што се случило преку ноќ. Сметам дека вчерашниот ден ќе остане запаметен како историски и дека ќе се бележи во историјата на Македонија како ден во кој што сме постигнале стратешко партнерство со втората светска сила. Јас би сакал да бидам подиректен, затоа што Велика Британија е единствената кралска империја која што преживеа во светот, е нуклеарна суперсила, е земја членка на Советот за безбедност на Обединетите нации, земја победничка во Втората светска војна, земја со најголемо културолошко влијание во светот, затоа што англискиот јазик е стандард за секој човек кој што сака нешто плюс да направи од себе, а културата, британската култура, англиската култура е таа која што доминира, дали е тоа во Велика Британија, дали е во Комонвелтот, дали е во Австралија, во Канада, во Соединетите Американски држави, тоа е културата која што во моментов ја доминира не само западната цивилизација, туку целиот свет. И во тие услови држава од некаде 1.800.000.900.000 без излез на море, каква што е Македонија, која што ние многу ја сакаме и за која што се бориме, да успее да воопшто дојде на мапата на премиерот на Велика Британија и да двете влади се согласат за договор за стратешко партнерство, мислам дека многу зборува, затоа што договорот за стратешко партнерство значи дека нашите односи се на највисоко можно ниво, што ќе значи многу за Македонија. И во делот на политика, и во делот на економија. Денес многу се зборуваше за економскиот дел, ќе зборуваме секако на битен и политичкиот дел. Сојузник како Велика Британија, Македонија за жал во минатото немала. А големите битки на светската сцена се добиваат со големи сојузници. Ние не можеме да се надпреваруваме и со соседите, и пошироко без големи сојузници. Ние не можеме да се бориме за човековите права на македонците без големи сојузници. Ние не можеме да очекуваме нашиот глас да ја слушнат без големи сојузници, а мислам дека после стратешкиот договор кој што го имаме со Соединетите Американски држави, ова е вториот таков тип и трет практично не постои. Со Велика Британија многу кажува за позиционирањето на Македонија. Ајде за економија, само пола реченица, што можеби не е познато за јавноста, е дека Велика Британија ваков договор нема со никој друг во цела југоисточна и источна Европа. Значи Македонија ќе е прва држава со која што Велика Британија ќе потпише договор за стратешка соработка. И мислам дека тоа е една јасна политичка порака. Позицијата на Македонија како раскрсница на два паневропски коридори, коридорот 10 и коридорот 8, кои што се пресекуваат токму во Македонија, е геостратешката положба која што ние треба да сме паметни и да ја искористиме и мислам дека на најдобар начин ја правиме со овој договор. Што значат тие 6 милиарди кои сега ги знаеме само како некоја голема бројка, без да знаеме точно ниту од каде ќе ги позајмиме конкретно, на кој начин, со колкава камата, ниту за што ќе ги потрошиме? Тоа е дел од вториот договор. Ќе ми дозволите, затоа што работата првпат беше изнесена во јавност вчера, природно е да јавноста нити доволно знае, нити ги има сите детали, малце пластично да ги образложам. Значи, ние зборуваме за два договори. Едниот договор е договор за стратешко партнерство помеѓу Велика Британија и Македонија, кој што ги одредува политичките контури на соработката и во него има глобална соработка, соработка во делот на одбраната и безбедноста, соработка во делот на миграциите, во делот на реформите во правосудството, борба со организиран криминал и корупција, економска соработка и развој, млади, култура и образование, добро владење и правосудство. Тоа е оваа политичка соработка и тоа е едниот договор. Вториот договор, кој што е уникатен и кој што ќе е најголем договор кој што Велика Британија во финансиска смисла го постигнала со било која земја од Европа, е договорот влада со влада
помеѓу Велика Британија и Македонија, кој што точно ги утврдува секторите на соработка и јасно вели во членот 1 дека ќе се воспостави партнерство за поддршка да се испорачаат инфраструктурни проекти, исто така проекти во здравството, проекти во транспортот, технологијата, енергијата и останатите критични сектори. И понатаму во членот 3 од истиот договор се вели дека владата на Обединетото кралство преку својот механизам кој што се вика надворешно финансирање на Обединетото кралство става на располагање лимит од 5 милиарди фунти за Македонија, што преведено е некаде околу 6 милиарди евра. Тоа е рамката која што ние можеме да ја користиме со ова партнерство, но она што исто така за мене многу значајно, вели дека ќе се разменува и знаење и најдобри практики кои што ќе ги носат кај нас научници од Велика Британија, бизнисмени од Велика Британија, луѓе од јавната администрација, луѓе од здравството, луѓе од образованието. Значи, овие два договори треба целосно Македонија да ја трансформираат и да ја однесат на едно друго ниво. Ова не е договор само како што беше денес прокоментирано од некои во јавноста за позајмување или за кредит. Ова е договор кој што Македонија треба целосно да ја трансформира како општество, треба целосно да ја трансформира како држава. Да работи со јавната администрација, да работи со здравството, да работи со образованието, секако да работи со бизнисот, со цел не само да се зголеми животниот стандард, туку и да целокупно условите за живот се подобрат. И не случајно за старт ги одбравме двата најбитни сектори. Едниот е транспорт и вториот е здравство, за кој што веќе имаме договори. Во однос на рамката која што ја имаме, таа е рамка која што е на неограничен временски период, значи никој не вели до тогаш мора да ги искористите овие средства, и е рамка која што не значи дека сите средства ќе бидат искористени, туку соодветно на потребите кои што Македонија ги има. Во моментов имаме спремни проекти за некаде околу 2 милиарди фунти, што би било некаде околу 2,2-2,3 милиарди евра, и тоа се првите проекти со кои што ќе стартуваме во периодот кој што е пред нас. Кои се тие конкретно проекти? Дали, бидејќи велите дека тие се веќе подготвени, каде ќе се потрошат тие први пари и кога очекувате дека таквата реализација ќе почне? Денеска премиерот Мицкоски кондуторите ги кажа веќе на пресконференцијата, заедничката пресконференција со амбасадорот на Велика Британија. И мислам, ако ми дозволите уште една реченица, тоа што амбасадорот на Велика Британија се појави заедно со премиерот на Македонија на заедничка пресконференција вчера, двајцата премиери Мицкоски и Стармер, не само што има заедничка средба на која што имав чест да присуствувам, туку има и заедничка изјава, многу говори за односот помеѓу двете држави. Во однос на иницијалните средства кои што ќе се користат, првиот голем проект е брзата железница, односно брзата пруга на коридорот 10, која што треба да оди од Табановце до Гевгелија, односно од границата со Србија до границата со Грција. Имајте предвид дека имаше многу шпекулации во јавност. Прв пат сакам да кажам за дефинитивните одлуки кои што ги имаме, а тоа е дека ќе се користи постојната рута, односно ќе се користи рутата која што оди од Табановце, поминува покрај Куманово, влегува во главниот град Скопје, оди до новата железничка станица и надолу се спушта по реката Вардар и ја користи долината на реката Вардар, покрај поминува Велес, Неготино, Демиркапија, Гевгелија и излегува на границата со Грција. Со тоа што тоа нема да е обична реконструкција на пругата, во смисла се вадат старите пруги, се стават нови пруги, туку ќе една целосно нова линија со два колосеци. Ние во моментов имаме линија која што е со еден колосек и која што е за жал во очајна состојба. Целта е да имаме двоколосечна линија, по едниот колосек да транзитираат патничките возови, кои што ќе транзитираат со брзини од 160 км на час и погоре, што значи дека цела Македонија ќе се поминува некаде од граница до граница за час и 15 до час и 20 минути, имајќи предвид дека постојната линија од Табановце до Гевгелија е 235 км, но затоа што ова ќе е линија која што ќе има многу поправа линија, очекуваме се намали бројот на километри некаде за 20 до 25 км, и вториот колосек ќе биде карго,
колосек каде што ќе транзитираат само товарните возови кои што треба да оперираат со брзина од 110 до 120 км на час и да може да транзитираат возови со 750 метри, што се најдолги возови во светот, што воопшто постојат и е најголема брзина за карго воз, што ќе значи Македонија директно да се отвори за јужните пристаништа. И еве прв да кажам една пресметка, нашата пресметка е дека доколку Македонија ја постигне целта која што ја презеде со планот за раст од 327.000 тони по километар превезена роба, во тој случај само од транзит треба да добива 120 милиони евра годишно, што значи дека инвестицијата во пругата ќе се врати. Она што повеќе ги интересира граѓаните во патничкиот сообраќај, ќе значи дека некаде за час и половина до час и 40 минути ќе се стига до Солун, имајќи предвид дека веќе имаме разбирање со грчката влада дека во моментот кога ќе почне да се гради пругата на наша страна, ќе почне да се гради и на грчка страна, а Солун Атина веќе има брза пруга која што оперира со 160 до 200 км на час, што значи дека од Скопје до Атина ќе се стигнува некаде за 4 часа. Скопје Белград, кога србите ќе завршат својот дел, би требало да е 2:15 до 2:20, а Скопје Будимпешта 4 часа, Скопје Виена 5 часа, што е ултра брзо. Брзата пруга ќе влегува во срцето на градот. Тие е дел од системот на градски воз кој што го работиме сега и прв пат ќе го поврземе аеродромот на главниот град, нашиот најголем аеродром со главниот град, но исто така ќе е поврзан и со градовите кои што ќе се по линијата на брзата пруга. Колку ќе чини овој проект? Очекувањата се уште го немаме дефинитивниот буџет, но очекувањата се дека некаде би требало да движи помеѓу 1.700 до 1.900 милиони евра. Се трудиме да добиеме најдобар можен аранжман и најевтин можен аранжман. И мислам дека кога ќе излеземе со финалниот договор и со цените, јавноста ќе може да спореди за колку граделе други држави, па да види дека и тука многу домаќински сме се однесувале, но за тоа ќе дозволите, ќе ни требаат уште, би рекол, месец до месец и половина, како би можеле целосно да излеземе со финален договор кој што би требало да се прифати. Што друго планирате да патите во овој прв инвестициски циклус, како што велите? Во однос на здравството, веќе имаме согласност за изградба на клиничка болница во Штип. Тоа за источниот дел е децениски проблем. За жал, во моментов Македонија е пред арбитража на Меѓународниот арбитражен суд заради обидот за изградба на клиничка болница во Штип, затоа што таа никогаш не се заврши. Значи, прво изградба на клиничка болница во Штип, која што после клиничкиот центар во Скопје треба да е најголема во Македонија. Второто изградба на медицински факултет, комплетно нов, тоа е во делот на образованието. И трето е студентски дом кој што би бил во поддршка на медицинскиот факултет со најмалце 200 легла. Понатака, четвртиот проект е целосна реконструкција на клиничката болница во Тетово. И петиот проект е изградба на нова болница со нов здравствен дом во Кичево. И исто така во Кичево 30 години се чека нова болница. Ова ќе значи завршување. Ова се 5, би рекол, пилот проекти, кои што доколку се реализираат како што би требало, амбицијата е во втора фаза веќе да размислуваме и за други региони, да размислуваме и за Охрид, да размислуваме и за Битола, да размислуваме и за Прилеп, но исто така наша амбиција е модерен клинички центар во Скопје. Во моментов правиме на голема реконструкција на војната болница или градската болница 8 септември во соработка помеѓу Министерството за транспорт, Министерството за здравство и ТАВ. Тоа ќе го реши проблемот на еден среден рок, но повторно после тоа ќе дојде потребата од клинички центар, така што амбицијата е да размислуваме и за голем клинички центар во Скопје кој што треба да служи на цела држава како терцијарно здравство. Ова е стартот. Секако дека отворени се можности и за други сектори и како ќе поминува времето ќе излегуваме со информации и за други сектори. И она што сакам особено да го кажаме дека ова се инвестиции кои што се враќаат 3 до 4 кратно. Секој евро, секоја фунта која што ќе биде потрошена е во инфраструктурни проекти кои што го креваат бруто домашниот производ и очекувам бруто домашниот производ да расте доста брзо. Нашата амбиција е најмалце 4% годишно, со цел Македонија да се трансформира, а растот на бруто домашниот производ ќе значи и пат на јавниот долг што дополнително ќе подобрува кредитниот рейтинг на Македонија. Впрочем, најдобра потврда за кредитниот рейтинг на Македонија е што
Велика Британија ќе го заложи својот кредитен рейтинг во интерес на Македонија, тоа е дел од договорот, а Велика Британија има највисок кредитен рейтинг во моментов во светот, тоа е АА, повисоко од тоа нема, така што со нивниот кредитен рейтинг ние практично ќе користиме средства за нашите проекти. Добро, тука одличен влез во она што сакав да ве прашам. Ја споменавте Британската агенција за извозно финансирање, практично преку неа ќе оди финансирањето, но дали ќе оди директно преку оваа агенција или како што велите ќе се заложи или ќе гарантира пред комерцијалните банки во Велика Британија за можноста Македонија да ги врати овие пари. И ова ве прашувам од аспект на она што е важно за целата јавност, по која каматна стапка ќе ги враќа Македонија овие пари? Во однос на каматната стапка, ние се уште преговараме, ова е долг процес на преговори. Она што можам да кажам е дека има два моменти кои што се уникатни. Прво ќе добиеме најдобра каматна стапка што Македонија било кога ја видела за големи проекти и каматна стапка која што ќе е подобра од било кого во регионот. И второто, ќе добиеме на располагање средства кои што ниедна друга меѓународна банкарска или финансиска институција не може да ги обезбеди или да ги синдицира за Македонија. Во моментов најголемите пари кои што Македонија ги добила како кредитно задолжување се од Европската инвестицијска банка и Европската банка за обнова и развој дадоа по 175 милиони евра за третата делница од пругата на коридорот 8. Тоа е максимум што Македонија добила, никогаш не добила повеќе. Впрочем, во Македонија проекти од 20-30 милиони евра веќе се рачунаат за големи проекти, иако во светот тоа се мали проекти. Да зборуваме за проекти кои што тежат милиарди, во моментов ние не можеме да најдеме на пазарот не подобри услови, слични услови од тие кои што ќе ги објавиме за многу брзо време и тогаш ќе ги поканам и новинарите и јавноста да не споредуваат со земјите во регионот и ќе видат колку подобри бројки сме извадили, а да не зборувам со нашите претходници, мислам дека за тоа нема потреба од коментари, јавноста знае дека во 2023 година позајмија на пазар, односно продадоа врзница со 7% камата, што е равно на лихварска камата, но за тоа во некои други прилики. Добро, значи ли дека за секој проект ќе се аплицира практично поединечно, бидејќи сега набројавте 5 проекти, дали за секој тие ќе се бара посебно како проект финансирање и дали ќе одат директно преку Direct Lending Facility или ќе одат преку Buyer Credit Facility преку комерцијалните банки во Велика Британија? Во однос на второто и едното и другото, има комбинации. Оно што е многу битно е дека Велика Британија не стои на располагање и со грантови за техничка подршка. Повторно не сакам со ништо друго да правам споредби, ќе кажувам само факти. Значи тоа ќе бидат грантови, а исто така ќе има и грант компоненти во самите проекти, кои што ќе бидат значајни за нас како држава. А во однос на тоа кој извор ќе се користи, ќе е комбинација од двата извори кои што ги споменавте, затоа што се работи за големи средства, но повторувам, условите и рочноста на враќање ќе бидат најдобри кои што не Македонија, туку регионот воопшто ги видели. Има Британската агенција за извозно финансирање еден услов кој важи за сите договори кои ги склучуваат, тоа е најмалку 20% од работите да бидат изведени од британски компании. Зашто преговараме ние, дали за 80, 20, 70, 30? Која е рамката, колку македонските компании ќе имаат учество? Има два концепти, едниот е доколку одат директно со компанија, тоа е најмалку 20, а вториот доколку се користат компоненти од Велика Британија да биде минимум 30%, што отвара просторот 70% за македонските компании. Само да дадам споредба на други проекти каде што никогаш не сме отишле повеќе од 49% како држава. Зборувам за активни проекти во моментов во автопатската сфера и во други сфери, а имаме и активни проекти во моментов исто така во инфраструктура каде што локалната компонента не е ни 10%. Така што ова ќе е најголем простор за локална компонента воопшто виден во Македонија и најави премиерот денеска дека ние за скоро време ќе поразговараме со стопанските комори, со бизнисот, да ги презентираме овие проекти и да ги поканиме да се вклучат, затоа што треба сите да се ангажираат, да се мобилизираат, да може да ги абсорбираат. Треба да видиме колкав е абсорбциониот капацитет на нашите компании, но и нашите компании ќе растат. Една од работите која што ни е договорена е дека покрај знаење,
ќе се трансферираат и добра кон нашите компании, во смисла ќе се стават на располагање машини до кои што нашите компании не можат да дојдат дури да имаат пари, ќе се стават на располагање инженери кои што можат да постават нови системи на работа до кои што нашите компании исто така не можат да дојдат, така што очекувам ова што го правиме со Велика Британија покрај општеството сериозно да го трансформира и бизнисот. Паметиме ние добри времења на македонското градежништво кога беше конкурентно надвор, за жал во моментов не е. Моето очекување е дека после 1 до 2 инвестициски циклуси, после кои што се обично по 5 години, значи после 5 до 10 години, македонското градежништво повторно да е меѓународно конкурентно и наместо да гледаме странски фирми кои што доаѓаат да работат во Македонија, да гледаме македонски фирми кои што одат да работат надвор. Колку се надевам во овој контекст дека и јавниот сектор ќе се трансформирани за овој процес, затоа што ние досега не покажувавме некој особен капацитет во реализација на вакви крупни проекти, што ќе заглави на денационализација, што ќе заглави на некое друго административно прашање. Тука сега зборуваме за една општа мобилизација за да се реализираат волку крупни и волку скапи проекти. Кои се роковите? Кога ќе го потпишете, бидејќи вие сте чином потписник на еден од двата документи кои треба да се потпишат, кога ќе се случи тоа, кога очекувате дека може да почне реализацијата, задолжувањето и сите овие процеси? Денеска амбасадорот на Велика Британија најави, сум благодарен за тоа, дека следната недела ќе патувам за Лондон и дека ќе имам таа чест во името на владата на Македонија да го потпишам договорот со владата на Велика Британија. Тоа е договор влада со влада, договорот кој што ги утврдува овие полиња на економска соработка и оваа рамка од 5 милиарди фунти, односно 6 милиарди евра кои што се стават на располагање на Македонија. Со мене ќе има и други министри од владата, така што очекувам деновиве да излеземе со детали прецизно, но веќе е дефинирано дека посетата ќе е следната недела и таму ќе имаме средби на највисоко ниво. Еве можам да кажам еден куриозитет кој што мислам дека многу говори за символиката. Знаете, во големите држави символиката многу значи. Најавено е дека потпишувањето ќе биде во просторијата, односно кабинетот кој што Винстон Черчил го користел во Втората светска војна, што мислам дека многу говори за символиката која што сакаат да ја дадат од Велика Британија, да се потпише во кабинетот на историската личност број 1 во Велика Британија. Добро, ќе го следиме овој процес. Само уште по-конкретно 2,2 милиарди евра зборуваме во прва фаза. Кога очекувате, во каква рамка овие пари да бидат реализирани? Нашиот календар е следен. Следната недела се потпише договорот влада со влада, после тој треба да биде ратификуван од страна на македонската влада и македонскиот парламент и од страна на британската влада, таму е поедноставна процедурата. После тоа врз основа на овој договор да почнеме да ги конкретизираме и да ги пишуваме договорите за брзата пруга, за болниците и за финансиската компонента. Истите после тоа да бидат презентирани пред владата и пред собранието. И еве, да не е преамбициозно, но очекувам дека до крајот на летото, таму некаде не подоцна од крајот на август, да е се ова ефективно, да имаме мобилизација во текот на месеците септември и октомври и да ги видиме првите машини на терен доколку не послужи времето крајот на октомври, почеток на ноември веќе интензивно да се работи. Тема која е неизбежна, особено попишувањата во британските медиуми за ова, е колку сето ова е врзано и со некаков интерес на Велика Британија. Знаеме дека оваа земја е во потрага по партнер на територијата на Западен Балкан, каде ќе отвори така наречени return hubs, односно своевидни кампови за оние азиланти кои што веќе ја завршиле целосно процедурата и се одбиени од британските власти за престој таму. Денеска слушнавме деманто од британскиот амбасадор дека ова е конкретно врзано со една таква постапка. Меѓутоа, значајно е да се слушне и ставот на владата. Дали владата е подготвена за оваа придобивка или ова стратешко партнерство да влезе во преговори со британската влада за отварање на кампови? Нашите услови за стратешкото партнерство се одамна дефинирани и тие се дел од овие два договори и практично јас ги сметам преговорите за завршени, затоа што веќе имаме конкретни документи пред нас. Ако зборуваме дека следната недела ќе потпишеме влада со влада во Лондон, значи дека веќе договорот е завршен. Во тие договори никаде нема таква одредба
Јас сум свесен дека шпекулации постојат секаде и секогаш контекстот беше сосем друг, беше поврзан со надречни случувања Велика Британија, една несретна пресконференција која што Еди Рама ја имаше пред 2 дена во Албанија и така натака и се создаде еден контекст, но најдобриот одговор го даде представникот на Велика Британија во Македонија, тој е амбасадорот кој што денес многу јасно кажа дека нема таква работа, беше многу директен, многу јасен, а секако дека ние ќе соработуваме со Велика Британија во борба против организиран криминал и корупција и во борба со нелегална миграција. Ние, впрочем, во интерес на јавноста, таков механизам имаме со Европската Унија, се вика Frontex. Да подсетам одредени дека се радуваја дека сме го подпишале договорот за Frontex, тоа беше настан број 1 во 2023 година, точно. Сега цела јавност знае дека Велика Британија излезе од Европската Унија и договорите кои што Велика Британија порано ги имаше со државите во рамки на Европската Унија, сега почнува билатерално да ги подпишува. И тоа и нема ништо друго освен исти договор како што имаме со Frontex, да имаме и со Велика Британија, затоа што веќе не е членка на Европската Унија и тоа е тоа. Но, мојот кредибилитет може да е оспоруван од некого или не, но кредибилитетот на амбасадорот на Велика Британија мислам дека не може никој да го спори. Добро, го слушнавме Еди Рама дека се произнесе по однос на тие преговори кои британската влада ги води, дека никогаш во иднина или барем не во својот мандат не би одобрил такви return hubs на територијата на Албанија. Дали ние имаме изградена позиција по однос на ова, затоа што има земји, например Руанда, случајот таму се развива во Велика Британија. Таму почнува со одредено стратешко партнерство, меѓутоа по известно време се постигнува и договорот во однос на миграцијата, тоа се комплицира во британските судови така натаму, меѓутоа имаме ли ние како држава став по однос на ова? Јас не знам што преговарале со Албанија и со Еди Рама, тоа треба тие да кажат, но знам дека со нас таква работа не е разговарана и дека воопшто нема таква работа. По линијата на соработка и кажав досега и тоа е тоа. Мислам дека треба се затвори темава. Всушност, најдобар демант на темата се месеци и години кои што доаѓаат пред нас. Александар Николовски во Тема на денот, ви благодарам за гостувањето.